МЗТ, Стојановски, Цветковиќ, излегува Синовец, затворен е добро, се отвара Стојановски, добива топка, Чековски се бори со Кнежевиќ, ќе биде мега возбудлив дуелот на центрите на двете екипи, првиот удар за 3 поени, прецизен е Ѓорги Чековски. Ако денот по утрото се познава, ова ќе биде уште една мега кошаркарска пресметка во спортскиот храм Борис Трајковски. Ако МЗТ беше супериорен во претходниве 2-3 сезони, од како почна доминацијата, владењето на тимото Јане Сандански во нашата клубска кошарка, Работнички смета дека е дојден моментот да ги заплетка сметките на вечниот ривал. Во меѓувреме се засили, меѓутоа не го искористи првиот напад и сега контра, прекрасна акција на МЗТ за 5:0 со поените на Александар Цветковиќ. Измина 51 секунда досега од надпреварот. Отвораат металците со убедливи 5:0 со два нивни реализирани напада. Ова беше за очекување, под притисок ќе бидат кошаркарите на Работнички кои што играат во далеку помала сала, кои што настапуваат во градски парк. МЗТ тука игра како дома. МЗТ тука ги одигра надпреварите во АБА лигата и во УЛЕП Еврокупот. МЗТ тука е супериорен во сите надпревари што ги одигра оваа сезона. Тајм-аут за арбитрите на овој меч затоа што има проблеми на стартот со опремата во Борис Трајковски. Се провлекува некако тој проблем со официјалниот семафор. Овој пат не е проблем мерењето на времето, туку заглавија бројките кои што ја означуваат постигнатите поени. Натаму стои 3:0, па по интервенција на записничката маса на делегатот Макревски, судиската тројка беше принудена да го прекине овој надпревар. Не работи часовникот што го мери нападот, што ги мери 24 секунди. Имаше вакви проблеми и во рамките на надпреварите во УЛЕП Еврокупот и во јадранското кошаркарско надпреварување. На време беа отстранувани на тие надпревари. Ова е навивачката група на Работнички или една од двете. Само во македонскиот спорт на еден надпревар за два тима навиваат 3 навивачки групи. Со посебна сласт и симпатизерите на тимот од Центар го очекуваа прво соочување со нивните конкуренти од спротивната страна на градот. Разделени се на спротивните главни трибини во Борис Трајковски и го збогатуваат спектакуларниот амбиент во нашиот најголем спортски центар. Еве напад за Работнички преку Кнежевиќ, оди Кнежевиќ против Гечевски, не успева затоа што блокира Тодор Гечевски, топка во аут, напад за МЗТ Скопје. Не може да го види кошот најтрофејната екипа во нашата кошарка во овие воведни минута и 10 секунди. Трет пат се обидуваат условно гостите на овој надпревар. Не успеваат. Синовец. Гечевски добро затворен од Брчков, поминува Синовец, додава за Чековски, Чековски за 2, нема кош, Синовец има офанзивен скок. Ова ќе биде најголемата болка за Работнички. Ќе биде екстремно тешко да се затворат центрите на МЗТ Скопје. Сега промашува за 3 во вториот обид Чековски. Соколов со додавање за повратникот во тимот на Работнички Мираковски, па Соколов навлез, вади надвор за засилувањето од Босна и Херцеговина. Иконич се покажа како супер играч на Работнички, но краде топка Синовец во контра ќе забие 7:0 води МЗТ по минута и 50 секунди. Спектакуларен почеток за актуелниот шампион, за домашниот тим на денешното кошаркарско дерби на домашниот шампионат. 14 титули за Работнички, но последните две сезони, ова веќе трета како МЗТ апсолутно доминира во нашата кошарка. Две двојни, купот е освоен и такон, третата едно по друго, двојна круна екипата од Аеродром. Еви лична грешка, Дарко Соколов, прва е ова за него, ќе оди од страна тимот на МЗТ Скопје Аеродром. Апсолутен фаворит на овој меч, не само поради ваквиот старт, туку и поради квалитетот, длабочината на ростерот, поради уиграноста на кошаркарите на двете страни и се разбира поради резултатите кои што ги ниже и ги жнее МЗТ Скопје во изминативе две сезони. Стојановски не внимаваше, Иконич пред него, но остана во посет МЗТ. Има проблеми Стојановски со контрола на топката, 5 секунди ќе мора да се шутира од огромна далечина. Стојановски промашува за 3, скок на Мираковски. Тоа е улогата на плеймейкер во почетната петорка на Работнички. Соколов во аголот, на него внимава Синовец. Сега Чековски е на Кнежевиќ, влезна Кавадер на поредишниот играч на Фред Индусевиќ и тој ги запишува првите кошеви на мечот. По речиси 3 минути игра, Работнички го погодува
кошот на МЗТ Скопје. 7:2 е резултатот. Во дуел на двете 11-ки Брчков прави лична грешка на Тодор Гечевски, ќе оди од страна екипата на МЗТ Скопје. Два фаула на стартот, двата за црвено-белите. По еден фаул за Соколов и за Брчков. Одиме со напад за сино-белите. Цветковиќ, засилувањето од Црвена звезда, позајмен во редовите на нашиот шампион. Гечевски не успева да протне топката до Чековски. Прва украдена топка за работнички, напад преку Иконич. Празна е страната, 1-1 ќе оди Иконич со Цветковиќ, вади надвор, Брчков за 3, Брчков, нема кош, се видува дека е лоша топка, Соколов изфрла аут, напад за МЗТ. Може би во таборот на работнички нивните навијачи очекуваа дека МЗТ е разнишен по саботниот пораз овде од Раднички во последното коло од Јадранската лига, кога пропушти нашиот шампион да избори настап во Еврокупот. Наместо тоа ја заврши сезоната на 9-тото место. Неверојатно оттаму произлегуваат и мотивите на кошаркарите на МЗТ кои продолжуваат да го полнат кошот на гостиното од Градски парк. Први поени на мечот за Тодор Гечевски по асистенција од Чековски и уште еднаш плюс 7. 9:2. Барем за сега посигурно, посталожено, посмирено и сигурно поквалитетно влегува во денешниот меч. Домашниот тим, кошаркарите на работнички некако премногу возбудени, импресионирани од амбиентот и за сега се одразува тоа со нивна негатива. Мираковски вади за Брчков, овој уште еднаш за 3, нема кош од истата позиција, скок за Гечевски. 4 поени во рекетот, 4 од контра, 2 од загубените топки на работнички. Ова е доволна илустрација за тоа како МЗТ игра на стартов во воведните 4 минути на овој надпревар. Личната грешка на Мираковски, која што е прва за него, трета за работнички. Брчков на клупа, Бариша Красич, ветеранот на балканската кошарка, влегува на паркетот. Синовец во пик со Чековски. Синовец нема додавање, има шут, отворен за Синовец, непрецизен. Скок за Соколов, добро го затворија рекетот, црвените оди во напад, нешто како полу контра Дарко Соколов, но изфорсирано. Сега Гечевски греши. Гечевски греши, чиста топка фрла во аут. Ке оди, сепак не избиена му е топката. Ке остане во посед тимот на МЗТ Скопје. Синовец. Синовец за Гечевски. Нема шут за 3, одлично го изфрла, одигра Красич на прв чекор. Најсилното оружје на МЗТ Скопје во последните 2 сезони. Тодор Гечевски веќе трета царува под кошевите на Балканот и во Македонија. Претходно видовме една од омилените, од убиствените акции на МЗТ. Хајлов пасинг, додавање од врвот на рекетот во длабочина меѓу Гечевски и Чековски или обратно меѓу Чековски и Гечевски, како сакате. Нема спас, нема одбрана во таква ситуација. Гечевски. Стојановски не, топка добива Чековски, ја сече Иконич. 10 секунди за нападот на МЗТ Скопје. Добро сработуваат арбитрите на стартот на овој меч. Чековски краде и оди кон кошот и уште еднаш забива. Уште еднаш забива Кнежевиќ. Центарот број 1 оваа сезона на работнички. Аврамовски беше негова подкрепа, сега Колмен доаѓа како огромно засилување откако беше прекинат неговиот договор со Будуќност. Се уште нема замени во петорката која што има Мартич на теренот. Цветковиќ од тешка позиција му беше за малку избиена топката, меѓутоа одлична контрола во воздух и успеа да поентира. Трет пат 7 разлика за тимот на МЗТ. Прву се обидува да возврати работнички. Красич, еден лажен потек, сепак додавање за Мираковски. Те има дриблинг во десно. Кнежевиќ е надвор од линијата 6-20-75, па сега извонредно центарски преку Гечевски, меѓутоа прва негова непрецизност во шутот за 2 поени и сега Дамјан Стојановски. Останува 11:4. Дамјан во аголот за Чековски со негова тројка почна надпреварот, меѓутоа не погодува во оваа ситуација. Фаул во нападот, Дамјан Стојановски се заградил неправилно, смета судијата Митровски. 2-4 со односот на личните грешки, 2 за МЗТ, 4 за работнички. Исполнете бонусот. Секој нареден фаул на работнички ќе биде казнет со 2 лични, се разбира, освен ако не е фаул во напад. 11-4, 4-25 за игра во првиот период. Сите 4 поени за работнички ги постигна Кнежевиќ, најекспонираниот на стартот. Иконич имаше одличен настав во купот, загуби од Куманово работнички. Иконич оди до крај, непрецизен скок за Кнежевиќ. Име број 1 за работнички на овој меч, барем до сега. Красич, нема тројка. Добро затворен рекетот. Напад за МЗТ, смирува Цветковиќ. Огромен потенцијал
го пушти Звезда во Скопје да се кали, да игра, да добие минутажа. Цветковиć, Чековски, Синовец и понатаму Синовец прецизен, има убиствен шут, 13-4. Највисоки 9 разлика, 6-20 измина од досегашниот тек на надпреварот. Само 2 пати Работнички го погоди кошот на МЗТ и тоа 2 пати поентираше Кнежевиќ. Сега Мираковски, Кнежевиќ истиснат надвор од рекетот. Топка во рацете на Соколов, па сега на влез, не се охрабри на шутот пост. Одново сега висок-низок ситуација, не може покрај Гечевски, ќе мора да извади надвор. Обид за тројка на Иконич, изминуваше времето и сега брза контра. Синовец ќе положи 15-4 на 3-15 до крајот на првиот дел. МЗТ прави двоцифрена разлика и тајмаут за Работнички. 7 поени за Синовец. Иде измена Марко за Дарко. Слушај вамо. Не може, Дуле, не можете овде да не правите блок. Прво, направи блок од кај што треба, не го модифицирај. И друго, нападни натамо и ролај. Немој да се мотате тука без везе, јеби ga. Изролај, па да иницираш помош, па да се ослободат пасиви. Значи, намести напад, идите упорно у тој напад, демаркирај се, нападни го пооштро, похрабро. Ајде, кој ви е курац, бре? Ајде! Слушај, еј! Транзиција, кој играме? Ајмо овдека, значи одиграј, лажно, ролај, прими овдека Дуле, па идеме мите од оздола, па Ико на земја горе, па нападните. И одбрано, појако малце. Не оди онака како што замислуваше Рајковиќ, оди се поноти за МЗТ Скопје. 7 поени за Синовец, најефикасниот на овој надпревар досега со топката. Обид за додавање за Маринковиќ во рекетот. Не успева, додавањето не останува МЗТ во напад со ново време, 14 секунди за обид кон кошот на Работнички. Синовец 7-6, Цветковиќ 4 поени, Гечевски 3 за Чековски, 2 за Стојановски. Тоа се стрелците на стартната петорка на тимот на МЗТ Скопје. Синовец. Маринковиќ. Прецизен е Маринковиќ, негов прв обид. Седумнаесет спрема 4 плюс 13. Расте предноста на шампионот. Мираковски, втор обид за 3 ова на Работнички. Иконич промаши пред малку. Непрецизни гостите и во вториот обид. 2:15 до крајот на првиот период. Цветковиќ, Маринковиќ на кош, фаулиран од Марко Симоновски, ки има две слободни. МЗТ само ја демонстрира, или од Красич, МЗТ само ја демонстрира силата, моќта на стартот на овој надпревар. Сепак Марко Симоновски прави фаул, две слободни за Иван Маринковиќ. 14 надпревари одигра, 19 минути по надпревар, 52,1% е неговата реализација од оваа позиција, 7,8 поени по меч, 4,5 скокови за Иван Маринковиќ, кој што има 207 сантиметри, дојде од ОКК Београд во редовите на МЗТ Скопје. Аеродром ги промашува двете слободни, се исплатеше фаулот на Симоновски, кој што е сега со топката. Погоди 1:18-4. Красич сега под кошот и успеа да се протне меѓу Маринковиќ, кој што го замени Гечевски, и Чековски во рекетот на МЗТ. 18:6 е резултатот, минута и 50 до крајот на првиот период. Цветковиќ останува во улога на диригент на нападите на
македонскиот шампион на овој надпревар. Фаулиран уште надвор, далеку. При обидот да организира влез, подготвува Мартич замена, ќе го уфрли во игра Александар Костовски. Прв пат пак во редовите на Работнички, на овој надпревар и воопшто на официјален надпревар во нашата кошарка. Шанса добива Вилијам Колмен, американскиот центар кој што ги бранеше боите на будучност од Подгорица во АБА лигата и пред 10 дена му се приклучи на тимот на Работнички. Се проценува дека ќе биде изразито едно супер засилување за нашиот најтрофен тим пред предстојната борба во суперлигашката фаза од домашното првенство и потоа во разигрувањето за титулата. 2 поени од линијата за Александар Цветковиќ, кој што го напушта паркетот, стигна до 6 поени. На плеймекерската позиција во тимот на МЗТ добива шанса Александар Костовски. Симоновски. Синовец во континуитет се неговите дуели со Иконич. Сега Симоновски, добар блок од Колмен, 2 на 2 игра и првите поени со еден прецизен, елегантен шут на Колмен. 20:8, ова е прв пат да поентира 2 напада едно по друго тимот на Работнички, без промашен шут. Исклучително беа атрактивни оние први поени што ги постигнуваше Колмен на првиот надпревар, одигран во дресот на Работнички. Еве го сега покажува дека има вистински кошаркарски квалитети. Стојановски промашува за 3, царува под кошот Вилијам Колмен. Мираковски го предводи новиот напад за Работнички. 20:8. Мираковски за Красич. Красич за 3. Кош, прецизен. Прва тројка за Работнички. 20:11, -9. Костовски. Чековски, оставен сам, не се решава на шут. Има 1 од 2 од оваа позиција до сега. Костовски. Чековски, двајцата игра во Работнички. Костовски, тој за 3. Костовски, непрецизен. Но Чековски, офанзивен скок, фаулиранки, има 2 слободни. 3 од 4 има до сега од оваа позиција тимот на МЗТ Скопје. Едно погоди Маринковиќ од двете ги погоди Цветковиќ. Сега на линијата оди Чековски. Иконич ја направи личната грешка. На 26 секунди до крајот на првата четвртина Мираковски излегува, Рајковиќ го уфрла во игра поранешниот член на МЗТ Скопје, Јане Петровски. Капитен на тимот од Градски парк. Чековски, за него четврти погодок, за 21:11. Еве го и 22-иот погодок за тимот на МЗТ. 5 коша на Ѓорги Чековски, во самиот финиш одново двоцифрена разликата за МЗТ. Тив Чековски. Колмен. Далеко е од кошот, тука е скоро безопасен. Иконич, фаулиран од Ѓорги Чековски, признава центарот на МЗТ. Двојно повеќе поени на 11 секунди и 44 делови од секундата до крајот на првиот период за МЗТ. 22:11. Доминантна представа на шампионот. Не е ова некоја недостижна предност, меѓутоа начинот на кој што МЗТ Скопје стигна до неа е исклучително доминантен. Еве нова лична, Костовски имаат право да го прават, односно имаа право да го прават ова кошаркарите на МЗТ, затоа што сега го исполнуваат бонусот. 4 лични, секоја наредна 2 слободни. Од челната линија тргнува Симоновски. Се обидува Петровски да се ослободи, го прави тоа, добива топка. Жестоки се дуелите во рекетот на двете страни. Петровски не оди до крај, додава за Красич. Красич за 3. Красич, втора тројка за Красич. Ја спасува првата четвртина. Бариша Красич, 22:14. И ова сега е веќе сосема поинаква приказна. Уште еднаш, тројката на Красич. Дај први корак према кошу. Онда ćemo kasniti na rotaciju. Ko ima loptu? Oni imaju. Mi smo imali, oni imaju. Oni imaju. Ti žuto, Ivan crveno, Sa Seadom i sa Stefanom na Bariši preuzmite. Kad igra pik ovdje, Ikonić je ovdje, Bariša ovdje. Igraju pik. Ako Ivan pomaže, Ne, ti moraš. Zadnji igrač. A on je između obojice. Jebim se.
Pik sa Barišom preuzmite. Ste čuli? Sad sam ne, vas troje. U napadu. U napadu, neka ide, ako tebe čuva crni, idi ti gore na posta na twisti to. Ne sa Ivanom. Okej? Ajmo. Ajmo, 4 malo faul, ajde. 1, 2, 3. MZT. Desetina sekundi od vtoriот период. Работнички отвори со поени на Горан Иконич 22-16, но сега прекин ќе има опомена од арбитрите преку записничката маса и официјалниот спикер, бидејќи директно на паркетот, каде што се наоѓаат десетни играчи тука во непосредна близина на рекетот на МЗТ, долета една батерија и односно експлозивна направа, петарда. Експлодираше и направи мал немир, внесе во редовите на двата тима. Предпоставам дека ќе го толерираат ова барем на почеток судиите, а потоа се знае како предвидуваат пропозициите. Тројка на Красич на крајот на првиот период, потоа Симоновски промаши отворен шут за 3 во првиот напад што го имаше Работнички на отворањето на вториот период, меѓутоа во продолжение на таа иста акција Иконич го врати Работнички само на 6 негатива и сега греши МЗТ. Колмен во брза транзиција, Симоновски на влез, меѓутоа навреме затвори Шеховиќ одново. Колмен оставен сега на центарски против Гечевски, инфериорен е центарот на МЗТ. 4 поени на Колмен, само 4 разлика. 4 разлика, серија на Работнички со која што се доближува најтрофејната екипа до резултатот на актуелниот и двоен шампион на Македонија, но ја прекинува серијата на противникот Тодор Гечевски во последните надпревари што ги игра во неговата кариера. Сигурно ќе сака да ја заврши со уште еден трофеј. Беше 7-0 серијата на Работнички. Петровски. Отворен пат, Петровски не се решава преку Гечевски, додава за Иконич, овој одлично на прв чекор поминува, непрецизен Иконич, скок за Шеховиќ, Костовски, одлична диагонала за Маринковиќ, но Красич чита, краде, напад за Петровски, Иконич за 3, кош, прецизен, 24-21, минус 3, Работнички се враќа во игра, 7 поени за Иконич со ова, не, 5 поени. Изминува втората минута од втората четвртина, надпреварот е вратен во резултатска неизвестност. Работнички анулира високата негатива, огромната предност што ја имаше противникот, а МЗТ полека го губи тлото. Не успеа да погоди сега Шеховиќ. Ова се минути на Работнички, пред се на крилјата на Красич и на Иконич. Со значителна поддршка од најновото засилување Колмен, тимот од Градски парк се враќа во целост овој надпревар. Можеби и има напад за изравнување, да видиме што ќе смисли сега Јане Петровски, фаулиране од Костовски. Еве го уште еднаш овој момент, личната грешка на Костовски, на Јане Петровски, обид за шут кон противничкиот кош. Има нов тайм-аут. Ej, 4 lopte dajemo bez veze. Duga dijagonalno dodavanje, nemaj. Paralelni pas ili dovedi loptu dole. I strpljivo u napadu. Odbrani, pričaj, opet nije bio pik, preuzimamo nešto bez veze, sam čovek.
Dok nismo u bonusu, nema malo faula. Ajde! Ajmo! 1, 2, 3, MZT! Мечот продолжува со напад за МЗТ Скопје Аеродром. Цветковиќ се враќа во игра, јасно му беше на Мартич дека со неговото излегување падна ритамот на МЗТ за 3, прецизен Тодор Гечевски. 27-23. Петровски. Колмен. Петровски. Пред него е Цветковиќ, неуморен е Србинот. Петровски промашува за 3, но има офанзивен скок за Колмен. Ова му недостасуваше на Работнички во првиот период. Еве го Колмен кој што обезбедува нов напад за својата екипа. 27-23 на истекот на третата минута од вториот период. Иконич. Лична во напад. Лична во напад. Со број 13 Колмен. И што е многу впечатливо, ова е првиот фаул во вториот период за Работнички. Еден има и тимот на МЗТ Скопје Аеродром за вакви надпревари, за надпревари со многу набој, со многу жестина, со многу емоции, со огромно значење, без разлика какви се квалитетите на двата тима. Ова е многу чиста игра, ова е демонстрација на ферплей. Вака треба да се однесуваат сите на кои што нешто им значат овие надпревари воопшто спортот во Македонија. Уште еднаш Гечевски, уште еднаш за 3, овој пат непрецизен скок за Петровски, за момент украде Цветковиќ, но остана во посед Работнички. Колмен уште еднаш, далеку беше Гечевски, се осмели да бие Колмен, меѓутоа не успеа да погоди, релативно поволна позиција. МЗТ натаму со позитива од 4 поени. Дојде до -1 Работнички, по двете слободни на Јане Петровски, кои што не ги видовме поради оној рекламен блок. Меѓутоа се оддалечи одново актуелниот шампион со тројката на Гечевски. Сега Дамјан за 3, нема погодок, прифаќа Симоновски, брза транзиција на Работнички, десно оди Колмен, меѓутоа заглави Симоновски без премногу можност за додавање беше, немаше ниту еден отворен соиграч и ќе бидева позиционен напад. Петровски, на него напред Маринковиќ ги заменија своите чувари, па сепак во тешка позиција преку многу повисок играч од себе. Петровски изразито расположен до сега, четврти негов поен, 27-25. Средишница е веќе од вториот период, но овој надпревар е не само резултатски, туку и играчки, според оно што двата тима во моментот го покажуваат на паркетот за сега изравне. Цветковиќ нема тројка, Работнички оди во напад за изравнување. Петровски, шут за 3, може би за водство! Петровски за 28-27 на 5:15 до крајот на вториот период со оваа тројка. Трета тројка за Работнички, две за Красич, прва за Јане Петровски. Од редовите на МЗТ, во редовите на Работнички. Тројца кошаркари во Работнички играле за МЗТ. Петмина во редовите на МЗТ играле за Работнички. Што од сето ова лична во напад? Да, дали ќе има и дополнителна санкција? Еве репетиција. Шеховиќ со лак во градите на Симоновски. Ова најмалку мора да биде неспортска лична и овој потек на Шеховиќ заслужува исклучување. Нема реакција од судиите. Нема реакција од судиите, неверојатно. Тројца се на теренот, како им избега ова, не знам. Прво неспортска, потоа и неспортски потек со топка во противникот кој што беше безпомошен и лежеше на подот. И така е тоа, сега ќе ги
запали страстите, кошаркар за кого што ова е прво вечно дерби, кој што е дојденец во нашиот баскет, со многу краток стаж во македонската клубска кошарка и толку малку може да биде потребно за да се запали фитилот. Нема објаснување колку и да сакаат арбитрите да го разглобат она што го направија. Овој потек на Шеховиќ беше за исклучување. 27-28. Го гледаме уште еднаш. Прво и второ. Само овој потек е за исклучување и за казна од неколку надпревари. Соколов. За 2. Непрецизен. Скок за Колмен. Не, затоа што има лична од Дамјан Стојановски. За Дамјан Стојановски, десетката на МЗТ, ова е прва лична, односно треба да е втора. Треба да е веќе втора лична, да, имаше во првиот период еден фаул. Петровски за нов напад на Работнички. Красич. Нема тројка во овој обид. Цветковиќ прифаќа фаулирање од Соколов, веднаш да се прекине контрата на противникот. Лошо шутира Работнички на овој надпревар во ударите за 3 поени, а не е кој знае колку сјаен учинокот на МЗТ Скопје. 4 од 12 имаат гостите. 1/3 од чутевите или 33,3% во периода, а 2 од 10, 20% за МЗТ Скопје. Синовец, тој го предводи нападот, МЗТ настојува да го врати водството. Шеховиќ остана на паркетот по овој неспортски потег од претходно. Сега тој шут за 3 поена, погодува црногорскиот репрезентативец како заинает на противничките кошаркари и противничките фанови. Трета тројка за МЗТ од вкупно 11 чута, 30:28 се прекрши временски втората четвртина, 4 минути и 5 секунди до крајот на полувремето. Колмен. Гечевски овој пат не дозволи шут, грешка на Колмен во додавањето, право во рацете на Цветковски, сега нешто поостар старт на Симоновски, лична, број 3 за кошаркарите на Работнички и обата тима имаат по 3 фаула во овој втор период, уште по една лична имаат право да направат. Втор прекршок за Марко Симоновски до сега. Изведен е веќе топката од страна. Гечевски во дуел со Красич на двајцата најискусни играчи, без малкуврсници, извонредно Гечевски, меѓутоа непрецизен во нападот од шут кој што обично го погодува. Красич добра топка од Петровски. Красич оставен 1-1 со Чековски, побрз е Красич, го користи тоа. Красич оди на Гечевски и поентира. 8 поен за Красич. 30:30. 3:30 до крајот на првото полувреме. Маринковиќ ќе се врати во игра. Реагира Мартич. Обид за 3, прецизен на Шеховиќ. 2 тројки едно по друго. Петровски. 4 тројки во 12 обида сега и за МЗТ Скопје. Петровски. Затворено двајца. Красич за 3, постигна 2. Третата тројка за Красич. 11 поени, недобриот стрелец на Работнички. Игра извонредно Бариша Красич. Шеховиќ погоди 2 шута за 3 поена. Цветковиќ 2-2 со Гечевски, добро се одмота, сега надвор за Чековски, тој за тројка, нема погодок, но се обиде да оствари офанзивен скок. Гечевски ја isfrли повеќе топката, а не беше Шеховиќ кон местото каде што одигра Гечевски, затоа ќе има напад за тимот на Работнички при нерешен резултат 33-33, што ќе значи можност за ново водство на тимот од Градски парк. Се изгледаше поинаку на овој надпревар при она пеколно отворање на мечот што имаше МЗТ кога рано направи двоцифрена разлика, прво 11, па потоа 12 поени уште во уводната четвртина. Меѓутоа како минуваше времето, Работнички воспостави рамнотеже и целосно се врати во игра. Дури поведе во 2 ситуации, сега има можност одново да го направи тоа. Неколку замени, Стојановски е повлечен од игра, на негово место Синовец. Маринковиќ и Чековски се на позиции 4 и 5 по излагувањето на Гечевски. Симоновски не достигаат неговите поени во играта на Работнички. Соколов. Чиста позиција за Симоновски, шут за 3 поена, се изна промаши за сега, топката во рацете на Шеховиќ.
и сега ќе појде сам, вади за Цветковиќ, тој преку Петровски за тројка, нема, прекината е серијата тројки. Одлична е оваа транзиција на Работнички, меѓутоа не до крај. Успеваат да затворат домашните кошаркари. Успеваат да затворат и да си обезбедат напад. Би било убаво ако имаме репетиција да видиме од оваа ситуација. Како и да е напад за МЗТ. 2-0-0 до крајот на првото полувреме. Цветковиќ против Петровски. Маринковиќ добива топка далеко од кошот. Синовец фаулиран. Трета лична за Марко Симоновски. Ова е опасно за Работнички. Ги нема неговите поени, еден од главните шутери и стрелци. Особено опасен од дистанца за да го отвори рекетот на противникот. Не функционира неговото офанзивно оружје на стартот на овој надпревар. Останува 33 спрема 33, последни 2 минути од првото полувреме. Оби за тројка, Шековиќ останува на 2. Колмен доминантен. Иконич смирува, топка за Петровски. Петровски и Цветковиќ, дуелот на двајцата плеймейкери на овој надпревар. Красич нема шут за 3, одлично го измами Маринковиќ. Јане Петровски, има тројка за Јане Петровски. 33-36. Тајмаут за Мартич. Уште еднаш одличната акција на МЗТ, одлично ротираше топката, кружеше околу рекетот. Напад кој што резултира со водство од +3 за гостинската екипа. Одиме со микрофонот на клупата на МЗТ Скопје. Азадите 3 напада, шутирamo 300. 15 секунди до краја. Не журиш! Уморам се со! Играј дуги напад, иди на продар, иди на скоп! Никој не го на скопу! Jedan! Napad 1! За Стефана! Кој те чува? Црни! Ти радиш први блок! Иди у пробор! Ајде! МЗТ! Јасно е зошто се лути Мартич. Ке гледаме до крајот на ова епско соочување во нашата кошарка. Се понервозни се кошаркарите на МЗТ. Се гледа тоа во организацијата на нападите. Сега обид на Маринковиќ, тешка позиција, меѓутоа краде топка Шеховиќ. Корекција на црногорскиот интернационалец. Не важат овие поени на Цветковиќ. Претходно уште при првиот чекор направи лична грешка Соколов. Проблем е за него што е ова трет фаул, исто како и за Симоновски. Красич има уште 2 прекршока во тимот на Работнички. За сега, слично како и Симоновски, не достигаат поените на Дарко Соколов, се уште на 0 бекот шутер во редовите на тимот на Емил Рајковиќ. За Цветковиќ, ова е 7ми погодок на мечот, 34-36. 7 од 8 од линијата за слободни избраниците на Зоран Мартич, 35-36. Нов тајмаут сега на минута и 9 до крајот на полувремето го побара Емил Рајковиќ, таму ќе биде и микрофонот на македонска телевизија. Will! Dule! Instead of Bariša! Ikonić! Pas! Vikat pas! Brčkov! Ovolku široko! Jane! Prvo! Ovdje ovaka! Malce poširoko! Lezi! Dobar blok! Ako preuzmu, daj pas Brčkov, ako i posle Jane, izlagaj ovde i vi spojite se ovde za dupla, Jane šut, jasno? 332 дена од последната меѓусебна пресметка на овие два тима. Лани на 4 мај, кога МЗТ на патот кон втората шампионска титула триумфираше со 100-85. Тоа беше последниот меѓусебен дуел на овие два тима. Ова вечерва е 119-тото вечно дерби во кое што се уште и уште долго
ќе биде традицијата на страната на Работнички. 76-42 во победи, но 2,5 сезони тимот на Работнички нема полн погодок. Украде Маринковиќ, сега Шајховиќ со атрактивно асистенција и супер завршница на Синовец, негов 8 поен, одново водство на МЗТ 37-36. Потегот на мечот нема што, Синовец со одлично забивање го враќа во предност тимот на МЗТ Скопје, а сега Брчков губи топка, го немаше долго на паркетот, се загуби во првиот период Брчков. Рајковиќ го остави долго на клупата, оладен Брчков сега влегува на теренот. Ке му треба време да се загре. Шеховиќ. Поен предност, последни 30 секунди од првото полувреме. Води МЗТ, има и топка. Цветковиќ. Синовец, па Цветковиќ. Синовец. Чековски. За Цветковиќ. 9 секунди, 8 секунди е разликата меѓу двата часовника. Цветковиќ за 2, прецизен е Цветковиќ. 39-36, сега плюс 3 за МЗТ Скопје Аеродром. Се враќа шампионот во позитива. Петровски ќе биде напад со еден шут. Го прави четвртиот фаул за МЗТ во ова четвртина. Цветковиќ. 6 секунди и 75 делови од секундата до крајот. Мираковски ќе влезе во игра, ќе го шири рекетот на противникот Рајковиќ, потребни му се шутери. Брчков на клупа. И Красич, и Петровски, и Иконич. Сите освен Колмен имаат одличен шут од дистанца. Иконич за Красич, добива топка Иконич, 4 секунди, директно во рацете на Шеховиќ. Синовец ќе казли да! Забива Синовец. 41-36 плюс 5 за МЗТ Скопје. Серија од 8-0 на македонскиот шампион во финишот на вториот период, со кој што ја неутрализираше она трета резултатска предност која создаде тимот на Работнички, и од 33-36 дојде до 41-36. 4 од овие 8 коша се на Синовец, кој што со 10 поена вкупно е најпрецизен во домашниот тим. 9 даде Цветковиќ до сега, 7 за Гечевски, 6 за Шеховиќ, 5 за Чековски во редовите на МЗТ Скопје Аеродром. Кај Работнички двајца двоцифрени, Барича Красич со 13, Јане Петровски со 10 постигнати поени. Иконич даде 5, нешто помал при донесот на првиот центар Кнежевиќ. Меѓутоа, сите овие поединци ќе имаат шанса во второто полувреме да ги покажат своите индивидуални квалитети. 41-36, текот на овие уводни 20 минути е извонредна најава за возбудливо продолжение од првото сезонско кошаркарско супер дерби во домашното првенство. Со серија од 8-0 и го врати резултатот во своја полза. И покрај тоа што Работнички севкупно оствари подобар биланс во вторите 10 минути, мајќи предвид дека првата четвртина му припадна на МЗТ со 22-14, отвора Синовец со поени. Извонредно индивидуално издание на Синовец до сега на оваа средба со 12 поени е првиот стрелец на МЗТ на мечот и сега се оддалечува на 43-36 екипата на Зојан Мартич. Напад за Работнички, преку Иконич, во пик со Колмен, продолжува Иконич, додава на спротивната страна за Красич, но ова е
долг и непрецизен пас, додавање преку зоната, покрие Никонич од двајца противнички кошаркари, го немаше во видното поле. МЗТ Скопје го загуби ритамот, се врати во ритам работнички, сега воспоставува солидна предност и константна предност тимот на МЗТ Скопје. Откако во игра се врати Цветковиќ. Мираковски, Цветковиќ е пред него. Повторно Мираковски. Има огромни проблеми со Цветковиќ, Димитар Мираковски. 8 секунди за напад, ќе мора брзо да се решаваат за шут гостинските кошаркари. Мираковски, мисмеч, пред него е Гечевски. Мираковски оди до крај. Мираковски оди до крај. Штета, промашува. Тргнува Цветковиќ. За сега скромен придонесот на Мираковски, покрај тоа што Рајковиќ, предпоставувам, се надева во неговото искуство од ваквите надпревари, а на спротивната страна Синовец со 2 поена и можност за поголок од дополнителното слободно. Една, велам, перфектна поединечна изведба на српскиот бек во редовите на МЗТ и веќе серијата на нашиот шампион е 12-0, сметајки ги оние 8-0 од крајот на претходниот период, 45-36 и одново двоцифрена разлика, 46-36, 2+1 за Синовец доаѓа до вкупно 15 поени и прв стрелец. Красич има 13 на спротивната страна. Се уште работнички го очекува првиот кош во оваа фаза од средбата. Спуштена топка за Иконич преку Гечевски, лична од центарот на МЗТ. Фаулот е од Цветковиќ, слушност, одзади, да, пред да се крене на шут. За Цветковиќ, втор прекршок до сега на меч. Иконич за 3, има тројка за Иконич. Намалува на 46 спрема 39 за Иконич, ова се вкупно 8 поени, ова е втора тројка во четвртиот обид за кошаркарот на работнички. Шеховиќ, и тој постигна 2 тројки. Чековски има една. Синовец за Чековски. Цветковиќ е сам во аголот. Чековски се решава тој за шут, непрецизен е. Топка за Мираковски. Мираковски во дуел со Чековски. Колмен се обидува да дојде до позиција да се изолира со Гечевски. Красич има ситуација 1 на 1 против Шеховиќ, доаѓа на помош. Тодор Гечевски одлично го затвораат рекетот. Домашните на овој надпревар, а сега Синовец краде. Топка за Цветковиќ, фаул за Мираковски. За Димитар Мираковски ова е втора лична. За работнички исто така втора. Во овој трет период се подготвува Костовски, тој ќе се врати во игра. Синовец отстрана за Чековски. Шеховиќ спушта за Гечевски. Па потоа вади надвор за Чековски, излезе топката, рече си сите видеа во кошот, останува разликата од 7 поени. Иконич, едно лоп додавање со обид за атракција кон Колмен, но ќе има забивање на спротивната страна на втор обрач. Положува Стефан Синовец, негови 7 поени и убедливо најдобар играч во досегашниот тек од надпреварот. 48 спрема 39, 11 разлика. Вкупно 17 поени за Синовец. Мираковски, тој за 3, непрецизен е Мираковски, Синовец со скок под својот кош. Ова е надпревар на српскиот интернационалец, диригент на играта на МЗТ Скопје Аеродром. На овој надпревар покажа и против многу посилни екипи, беше една од клучните фигури на дуелот во Белград и победата на МЗТ против Партизан. Дека е извонреден кошаркар Синовец. Цветковиќ за 3, нема кош, но прифаќа топка, не внимаваат гостите. Цветковиќ казнува со 2 поени по освоената топка. Ова се моменти што го решаваат надпреварот. 50-39. Мора работнички многу брзо да се консолидира и да врати. Го прави тоа Иконич. Вистинско засилување е сезонова за работнички. 10 поени, тој е двоцифрен. 50-41. Најефикасен играч е со просек од 21 поен Иконич по надпревар во 7 меча од како дојде во паузата меѓу двата дела од шампионатот. А сега Шеховиќ толку лесно мина крај Симоновски, кој повеќе внимаваше да не направи четврта лична грешка, отколку што настојуваше да го попречи противничкиот кошаркар. 8 поени за Шеховиќ, 52-41. Мираковски, средина од третиот период. Колмен против Чековски. И потоа еден карактеристичен влез на Колмен, незадржливо, доскорашниот кошаркар на будуćност.
го постигнува својот 6-ти погодок. Тука постојано разликата варира меѓу 9, 11, 12 поени, откако МЗТ успеа да се оддалечи, да се одлепи со на фуриозна серија на отворањето на овој период. Синовец му бега на Иконич, па потоа 2-2 со Чековски офанзивен скок, со Гечевски офанзивен скок на Чековски, нов напад за МЗТ. Многу присебно, многу вешто, искусно ја собра, ја освоила топка Ѓорги Чековски. Цветковиќ, осамен е Чековски, па потоа Шеховиќ. Сега Гечевски за 3 преку Мираковски, офанзивен скок на Шеховиќ, сакаше од одбојка и втор пат ја фаќа топката. Консултација на судиите со записичката маса, дали имаше контакт со обрачот при овој шут претходно. Судијата Митровски вели дека немало контакт на топката со обрачот. Значи не смееше да биде ресетиран часовникот. 8 секунди ќе има за нападот на МЗТ. 8 секунди за напад на МЗТ, а не 24 како што беше сигнализирано на часовникот, што го означува времето за напад. Она што е најважно за МЗТ е дека Шеховиќ обезбедува нов напад. Замена кај Работнички, Симоновски на клупа, во игра Брчков, Мираковски ќе седне да се одмори, во игра влегува Петровски, а Александар Костовски влегува во редовите на МЗТ на местото на Цветковиќ. Оваа ротација, оваа замена на Мартич му дозволи на Работнички да се врати во игра во првото полувреме. Да видиме како сега ќе биде соодносот на силите во играта на двата тима. Шеховиќ против Брчков. Шеховиќ се обидува да го исфрли од игра Брчков. Гечевски му го прави тоа на Иконич и постигнува 2 поена. Тодор Гечевски несопирлив е на овој надпревар. 54-43, повторно плюс 11 за МЗТ Скопје Аеродром. Иконич форсира сам, симултанка додавање за Колмен. 3 секунди. Соколов на местото на Иконич. Ова е 11-та, односно 12-та загубена топка за сега за кошаркарите на Работнички на спротивната страна. Само 5 грешки направија во играта играчите на МЗТ и тоа е една од причините поради која што резултатот е вака убедливо, би рекол, во овој момент во полза на МЗТ. Чековски газеше на страничната линија од теренот, од аут играше, невнимание при непрецизност при поставувањето. 6-та грешка за МЗТ, прва во второто полувреме. Изминуваат 6 минути и 17 секунди од играта во третата четвртина. Чековски ќе биде повлечен од игра. На паркетот е Иван Маринковиќ. Колку му дава на МЗТ, колку придонесува низ настапите во АБА лигата, а според расположението и во денешниот надпревар, мислам дека тој е играчот кој што најмногу возвраќа во однос на она што го добива од МЗТ како засилување таму некаде кон крајот на декември минатата година. Втор напад за Работнички, едно подруго. Колмен изолиран против Гечевски, преку него прецизен шут за Колмен. 8 поен за 206 см високиот центар. 54-45. Резултатот оставен само од петки од четворки. 3 минути до крајот на третиот период. Шеховиќ, пред него е Соколов. Ако нема поени за Дарко Соколов, игра одлично во дефанзивата репрезентативецот. Сега за 3 прецизен е Тодор Гечевски. Ветеранот им дели лекции на противниците и на своите соиграчи како се игра за боите на својот клуб. Настапуваше и во Работнички, има титула со тимот од Градски парк, има 2 со МЗТ на пат да ја освои третата. Колмен 1-1 против Гечевски, доаѓа на помош Синовец. Соколов фаул прави во третиот период. На 2 минути и 34 секунди до крајот, нема бонус и на двете страни има само по 2 лични грешки за двата тима. Еве го тој момент уште еднаш. Прв фаул му јава на Синовец. До сега на паркетот е 22-3 минути на овој меч. Најмногу на надпреварот заедно со Тодор Гечевски, со Чековски и со Цветковиќ. Оваа четворка го носи МЗТ до овој резултат, плюс 12, 57-45, 16-9 во третиот период, во досегашниот тек.
на 2 минути и 32 секунди до крајот на третата четвртина. Има напад Работнички по личната грешка на Дарко Соколов. Емил Рајковиќ во кадарот. Играше во редовите на Работнички, има многу трофеи. Како тренер ја предводеше династијата на Фени Индустрија, сега се враќа во својот клуб, во својата сала. Во обидот да се врати во македонските кошаркарски височини со Работнички. Петровски. Колмен. Петровски. Брчков. Брчков на кош. Брчков нема поени. Гечевски. Костовски. Шеховиќ. Гечевски, Масиновец. Вади за Гечевски, овој нема да шутира за 3. Колмен исфрла во аут, 10 секунди за нападот на МЗТ Скопје. Одлична представа на Вилијам Колмен, вистинско засилување, полн погодок на екипата од Градски парк. Гечевски. Синовец. Во пик со Маринковиќ. Синовец оди до крај. Синовец за 2, нема кош. Скок за Маринковиќ, топката е кај Соколов, фаул на Александар Костовски, ова е втора негова лична грешка. Односно веќе трета, има 2 од првото полувреме. Уште еден фаул до исполнување на бонусот има МЗТ, уште 2 лични може да прави Работнички. Минута и 50 до крајот на третиот период. Петровски за Колмен, одлично функционираат овие двајца, а Колмен ја користи минутажата и тој е третиот двоцифрен играч во редовите на Работнички. 10 негови коша, 57-47, штета што во негова сенка мора да падне Душан Кнежевиќ, најекспонираниот играч на најтрофејниот тим во досегашниот дел од шампионатот. Костовски, разликата е 10 поени. Гечевски вади надвор за Цветковиќ, уште 4 секунди за овој шут, поаѓа во тешка позиција, па потоа кон Маринковиќ додавање и успеа пред да се слушне звукот на сирената, сепак истекло времето и покрај тоа што намалиот семафор стои 1 секунда за овој напад, реагираа судиите, предпоставувам и сирената се огласи, така што немаше да важат поените доколку Маринковиќ успееше да поентира. Минута и 16 уште од оваа трета фаза, трета делница од мечот. Слично како и во првиот период, МЗТ прави двоцифрена разлика по која што го става противникот под императив да брка резултат. Колмен за Соколов, му бега на Костовски. Соколов се уште е без поени. Соколов ќе мора да извади за Брчков и тој без погодок. Соколов обид за 3, нема погодок. Прифаќа Маринковиќ. Последна минута од овој период на средбата. Синовец за Шеховиќ. Запрена играта. Немир на трибината каде што се навивачите на Работнички реагираат безбедносните сили и тоа жестоко. Неверојатно. Неверојатно. На таа трибина има деца. Беше направен пропуст за тоа што беше дозволено на оваа трибина зад клупата на МЗТ да бидат сместен поголем број од навивачите на Работнички, за кој што во принцип беше резервиран горниот дел од таа трибина. И сега од под сводовите на арената излегоа популарните желки, припадниците на единицата за брзо распоредување и мораше тие да го враќаат редот и мирот. Стануваше збор за меѓусебна пресметка, предпоставувам меѓу А кој знае зашто станува збор, не е ни битно, одиме на теренот. Надпреварот ќе продолжи. Најважно е што, барем за сега, во оваа ситуација не беше доведен во опасност никој на паркетот, ниту на клупата, имајќи предвид дека целата ситуација се случуваше зад грбот на играчите на МЗТ. Тука е клупата на домашниот тим. Ова е прв прекин
предизвикан поради немир на трибините. Црна дамка на ова дерби. Добро е што односот на теренот е онаков каков што треба да биде и како што доликува за едно кошаркарско спортско дерби, пресметка меѓу двата најзначајни клуба во историјата на македонската кошарка. Едниот со своја династија, со 40 титули, која што е веќе со 14 титули, простете. 40 и преку 40 има Макаби. Тоа е своевидна династија во Израел. А другиот е династија која што доаѓа МЗТ Скопје аеродром. И сега кога ќе биде удрен полицаец, како што летна неколку столчиња кон припадниците на полициските сили, разбирливо е што следува контраудар на тапеце навивачите на Работнички. Разбирливо е што самиот факт што двата тима се многу поизрамнети во споредба со претходните години го зголеми електрицитетот и набојот меѓу симпатизерите на двата тима во периодот кој што му претходеше на ова дерби. Се создаде една атмосфера како пред 5-6 и повеќе години, да не речам како што беше во најголемиот дел од како е создадена самостојна македонската клубска кошарка. Не можам да разберам зошто полицијата се изживува со 2-3 момчиња кои што се веќе совладани, а не можам да разберам зошто навивачите на Работнички продолжуваат и понатаму да се пресметуваат за полицијата. Неверојатно. Неверојатно. Во целост ова го бледне и го расипува впечатокот кој што досега го оставија актерите на двата тима на паркетот во првото годинешно вечно кошаркарско дерби. Имало овакви гледки и вакви сцени и на претходни надпревари на овие два тима кои што биле играни, божем, на неутрален терен овде во нашата најголема спортска арена. Овој пат беа разделени двете навијачки групи на едната и на другата трибина. Немаше блиска средба. Ќе се чека да биде воспоставен целосен ред на трибината зад клупата на МЗТ, онаму каде што се и нашите камери, за да може да продолжи надпреварот на паркетот. Предпоставувам се во ова создава услови за продлабочување на анимозитетот кој што владее меѓу поддржувачите на двата тима и на односите кои што ги има во случајов засегнатата навијачка група со припадниците на полициските сили. Ќе треба сите присутни во арената Борис Трајковски, а ги има над 5000, може би и повеќе од тоа, безбедно да го напуштат овој дел од Скопје и да бидат пренесени практично до оној дел каде што гравитираат. Побројна е апсолутно домашната навивачка група. Продолжува надпреварот со завршните 40 секунди од третата четвртина. Синовец го предводи овој напад од тешка позиција, поени преку Колмен. Симултанка на Стефан Синовец. Негови 9 коша во третата четвртина за 12 разлика. Петровски.
Пресечена топка, Синовец не успева да ја остави во посет својата екипа, доаѓа од позадина Шеховиќ, дали Колмен? Да, топка за Работнички. 5 секунди за овој напад, немаше посет за МЗТ, така вели записичката маса, мора шутира Красич во последната секунда. Красич, прецизен тројка, ова е трета негова тројка, 16 поени за Бариша Красич, 59 спрема 50. Тој го враќа Работнички во игра. Синовец, крај на третиот период, плюс 9 за МЗТ Скопје Аеродром. Слично како и на истекот на првата четвртина кога Красич дојде и резултатски го спаси на преварот, така и сега ја враќа едноцифрена да биде негативата на Работнички. Пауза меѓу двете завршни четвртини. U sekoj stav nema povлекување, да не пробие ни еден. Ако не пробие, фаул, нема чист кош. Слушај, колега, нема чист кош. И со мозок, каде ротираме, која е задња ротација, затвори скок, у напад. Вил, нека не чека, него нека направи гол. Will, you gotta set the screen and then roll. Find Barisha up so we can have spacing, okay? Jane, ajmo, ako te čuva ogne, ajmo ova. Darko, namesti mi za shorts, i otide ispod. Will, good screen, Barisha here, roll. Jane up, Darko, najdi rešenje. Shorts ti dajmo igrati. Momci, 10 minuti, dajte mi celo srce. Ajmo, Bravo! Не успеа Работнички преку Красич да дојде до поени, затоа и оваа реакција на интернационалецот со кон судиите упатена кон арбитрите на овој надпревар. Бараше лична грешка, на спротивна страна има фаул. Реагира и клупата на Работнички кон арбитражата на овој надпревар. 59-50, Шеховиќ во пик со Чековски. Шеховиќ бега за 2, нема кош, скок за Брчков. Брчков. Петровски. Красич фаулиран, нема кош, но има две слободни. Фаулира Маринковиќ за Иван Маринковиќ, ова е прва лична. Еве го тој момент. Седумнаесети кош за Бариша Красич, 4 тројки, извонреден шут има денеска хрватскиот ветеран, пранешен член и на репрезентацијата на Хрватска. Сезонава на некој начин во овој втор дел од шампионатот доживува втора младост во редовите на тимот од Градски парк. Разликата е само 7 коша, 59 спрема 52. Цветковиќ. 2 поена за Цветковиќ, 61-52. Шут преку Колмен за Цветковиќ, ова е 14-ти поен. Едно од најдобрите негови изданија во Скопје. Имаше еден извонреден настап против Цибона на гостувањето. Сега краде топка и ќе оди сам на завршница. Би требало ова да е лесно.
Вкупно 16 поени за Цветковиć и разликата одново е двоцифрена. 63 спрема 52. Работнички ќе стигне, ќе го спостави некаква играчка, рамнотежа, може би не толку резултатска, но потоа ќе уследи серија на МЗТ и главно неколку пати до сега бевме сведоци на една таква слика. Еве лична, Цветковиć го фаулира Јане Петровски, двајцата плеймейкери. Двајцата плеймейкери кои што најдобро ја одигра оваа средба на овие позиции. Влегува Костовски на местото на Цветковиć во редовите на МЗТ. Соколов. Се уште Соколов. Красич од огромна далечина мораше вака да шутира затоа што истекуваше нападот за Работнички. Постигна 3 тројки до сега Красич. Ова е неговиот најдобар надпревар во адресот на Работнички. Шеховиć. Чековски. Костовски. Вади за Чековски, Чековски за 3. Добра топка, но штета промашува. Кој е во напад Работнички. Работнички има 8 од 20 реализација на шутот за 3 поени, МЗТ 5 од 20, послабо бијат од зад линијата 6.75 кошаркарите на МЗТ, меѓутоа шутот од поле за 2 е многу поуспешен, посигурни се со реализација од 32 коша дури постигнати од рекетот. Соколов удвоен од Стојановски и од Чековски. Заглави Соколов, мораше да игра од телото на Дамјан Стојановски. Дуел на двајца членови на македонската репрезентација. 9 секунди остануваат за овој напад на тимот на Работнички. Красич. Соколов. И сега лично на Дамјан. Ова е трет прекошок за Дамјан Стојановски, кој има 4 скока, 2 асистенции и една украдена топка, но се уште 0 кошеви. Ниту еднаш не погоди од 3 шута за 3 поени Дамјан Стојановски. Трет фаул беше ова за МЗТ во последната четвртина. Бргу го полни бонусот. Иконич. Ја продолжила соло акцијата, вади за Соколов, ќе има ли негови први поени? Соколов тројка за 63-55. Во вистински момент насушно потребни му беа овие кошеви на тимот на Работнички. Шеховиć. Чековски се отвора, добива топка во директен дуел со Колмен, се решава да вади надвор. Шеховиć нема позиција за шут, Костовски удар за 3, нема поени. Но Шеховиć се лепат за него овие топки во офанзивните скокови. МЗТ Скопје Аеродром до сега има 17 дефанзивни и 8 офанзивни скокови. 4 офанзивни, 4 офанзивни Шеховиć. за Шеховиć. Вкупно 7. Голат од страна домакините на оваа средба, поличната грешка во дуелот на двата адреса со бројот 24. Костовски за Чековски. Излегува Стојановски со 10 поени во просек по надпревар, еден од првите тројца стрелци на МЗТ во АБА лигата. Стојановски. Гечевски. Стојановски за 3, четврти обид. Нема тројка, но има офанзивен скок. 9-ти офанзивен скок за МЗТ на овој надпревар. Костовски. Гечевски. Костовски. Гечевски изолиран против Красич, 1-1. Гечевски, одлично додавање. Гечевски за Чековски, поените ке важат, беше во слегувачка патека топката. Шутот на Ѓорги Чековски, уште еднаш одлична антиципација на Тодор Гечевски. Знаат овие двајца како дишат кога се заедно на теренот, знаат кој каде е во секој момент. Синовец се подготвува за враќање кај МЗТ. Соколов на влез против двајца повисоки играчи. Красич одново за тројка, овој пат затаи неговиот шут од неговата, од страничната позиција, таму десно. 10 коша е водството на МЗТ. Шеховиć. Долго е на паркетот. Мартич со огромна доверба во него. Костовски. Вади за Гечевски одново. Костовски, а има фаул во напад од Ѓорги Чековски.
Втора лична за Чековски, ова е судијата Алија Феревски. Средишница од последната четвртина. Моменти кога се решава можеби победникот. МЗТ настојува да направи клучна разлика. Тајмаут па реклами значи. Ne, polekaj, Desa, ajmo! Daj pas ovde, na Bariša, daj pas na Bariša. Dule, dobar blok za Jane. Jane vlezi jako unutra. Ovde je Ikona, ovde je Darko. Posle toga, primi Dule. Idi Jane vaka, ideme vaka, čekaj. PS3 odigrajte, ovde neka primi Bariša. Ovde Ikona, pa ideme blok, prenos na Darko, ide dobar stager za Ikona, ali nizok stager. Ovde da primi, ako ima prednost i ako ide krlo rovaj, ako ne, odmah vrati se u pik prema Bariša. Godci, ajmo sega bre, ajmo! Ajde! Ajmo, 5 minuti ima, ajde! Rabotnički! На време се враќаме, продолжува средбата, не пропуштивме ништо од продолжението по тајмаутот. Соколов оди на кош, фаулиране од Шехович, има две слободни. Само една тројка за Дарко Соколов досега во 6 обида од поле, 1 од 2 ударите за 3, мизерни 17% реализација, само 3 поени за еден од оние кои што се очекува да ја влечат, да ја носат играта на Работнички. Оди на линијата за слободни Дарко Соколов, Работнички на овој надпревар шутира 4 од 4 од линијата за слободни. Јане Петровски и Бариша Красич беа поеднаш на линијата, ги реализираа двете слободни и двајцата кошаркари. 65-56, уште еднаш Соколов. Прецизен, мек шут, мирна рака, Дарко Соколов. 65-57. 5 поени за Соколов. Шехович, Красич во обид да украде од Гечевски, не успева. Синовец против Иконич. Синовец одлично влезе. Ѓорги Чековски, фаулиране од Кнежевич, кој што го замени Колмен под тајмаутот. Оди на проверена варијанта Емил Рајковиќ во овие последни 4 минути и 47 секунди. 65-57. На линијата за слободни Ѓорги Чековски. МЗТ шутира на овој надпревар 8 од 9 од линијата за слободни. Ѓорги Чековски 2 од 2. Промашува сега 66-57. За Ѓорги Чековски тоа се 8 поени. Петровски. Топката беше упатена кон Кнежевич, но стигна до Красич. Повторно Петровски, нема шут за Јане Петровски. Красич, одлично додавање за Кнежевич, кој што е изблокиран од Чехович. Заглавена е топката, меѓу обрачот стрелката, вели напад за МЗТ Скопје. 8 поени разлика. 4:30 до крајот на надпреварот. МЗТ со 5 фаула, веќе во бонус. Овој старт многу наликува на лична грешка, но судиите дозволија играта да продолжи со мртва, откако беше заглавена меѓу обрачот и таблата. Синовец за Чековски. Синовец преку Иконич. Еден нов извонреден шут на Синовец. Прв преку 20 поена. 21, 68-57. Уште 4 минути до крајот на мечот, толку надеж за Работнички. Соколов му треба дополнителна екстра инспирација на тимот на Работнички. Фаулот на Соколов го направи Тоше Гечевски, има две слободни. Втора лична грешка. Контакт со тело, чисто на топка, меѓутоа влезе во цилиндарот на противникот, замислениот цилиндар Тодор Гечевски, затоа е досудена лична. Два пати на линијата Дарко Соколов.
Сите 6 поени ги постигна во последната четвртина до сега. 68-58. И уште еднаш прецизен Соколов за 68-59, 7 коше за Дарко Соколов. Симоновски по полувреме се враќа во игра, повлечен е Петровски. Тоа значи дека сега Соколов ќе биде во улога на плей, ако не направи нова замена кога ќе напаѓа Работнички во наредната ситуација Рајковиќ. Не тече оваа акција на МЗТ како што постакуваа домашните играчи. Цветковиќ, подавање за Шеховиќ, па потоа во воздух за Чековски. Синовец за 3, нема тројка, си поигра топката горе високо на таблата, ја прибра Кнежевиќ и сега Соколов. Брза транзиција на Работнички, Иконич кон Красич, од прва поени на Красич. 20 коша на Барича Красич, прв стрелец, прв играч на Работнички. 68-61, 4 коша едно по друго на Работнички. Се враќа неизвестноста на 3 минути и 5 секунди до крајот. Гечевски, Чековски за 3, нема кош. Скок за Дарко Соколов, нема лична од Цветковиќ, сам е под кошот. Синовец, кој што казнува по оваа грешка на Работнички, поени за Стефан Синовец. Иконич, Соколов, фаулиран од Синовец. Немало лична во претходниот контакт на спротивната страна според судиите, кога Цветковиќ украде топка и асистира за Синовец. Сега Соколов ќе оди на линијата за слободни, но ќе има прво тајм-аут за Емил Рајковиќ. Одиме со реклами. Prvo, napad que le puntame se atrás y luego posle. Napri pritisak 11. И тоа. Океј. Тој што ќе прими топката, кога ќе тргне дриблинг, изведувачот нека го удвои 11. Ако дадат пас, притисок на топка и сите у динар, и ти у динар, 4 и све. Вамо, свич, 3-4, биг свич, окей. Дарко, мора по-агресивно на топката. Играме. 3 фаула имаме уште еден. Пробајте да земете една топка, ово. Ајде, напо, после, играме. Брза глава, сите широко, уши вади. Ајде, играме. Мечот продолжува со двете слободни за Дарко Соколов. 4 од 4 до сега од линијата, 1 од 6 од поле, вкупно 7 поени, една тројка и 4 од линијата за 1 поен. Дарко Соколов продолжува и понатаму максимално прецизно од позицијата од правата линија, 70-62. 2:40 до крајот. Во игра е Работнички, ништо не е загубено, но посе изгледа дека МЗТ го диктира овој надпревар. Максимално прецизен и понатаму. Соколов. 70-63. Синовец. Пресинг зонски. По целиот терен. На Работнички. Краде топка. Соколов. Реализира со 2 поени. Дарко Соколов. 70-65. Има проблеми МЗТ со трансферот на топката во овие последни два напада од предното, од задното во предно поле. Синовец. Шеховиќ. Цветковиќ. Шеховиќ, Гечевски, не шутира за 3, Гечевски додава за Шеховиќ. Има лична од Дарко Соколов. Ненамерно, но фаулот се брои. Дарко Соколов, четврта лична. Се беше во спортскиот дух, во оваа ситуација. Четврти тимски фаул за Работнички во последниот период. Секој нареден ќе биде казнуван со слободни фрлања. 2:09 до крајот на мечот. Шеховиќ за Чековски. 5 разлика. МЗТ има напад. Шеховиќ против Симоновски. Добар блок. Се одмота Чековски, но оваа топка не дојде кон него.
Sinovac, Zaglavenka i Sokolov, i tamo Sinovac, Šehović, isteče vremето Rabotnički so možnost da go napravi ušte po zanimljiv ovoj finiš. Ima 4-0 timot na Rabotnički, beše 70-61. Ova je 9. zagubena topka za košarkarite na MZT. Infarkt, završnica na ova prvogodinašno derbi na вечните ривали во македонскиот клубски баскет. Ова го баравме, а тоа што го баравме го добивме. Дерби кој што ќе се решава во последните 2 минути. Соколов за Симоновски. Симоновски во пик со Кнежевиќ. Симоновски ја држи топката за 2, изблокиран одлично, ќе продолжи во напад Работнички. Мора да продолжи во напад Работнички, ова беше блокада. Ќе се искоригираат ли судиите? Ќе се искоригираат ли судиите? Не. Велат дека ова е топка за МЗТ Скопје. Да погледнеме уште еднаш. На топка играше Синовец на топка. Не видоа пак тројцата арбитри, ниту тој под кошот, ниту Павлов кој што беше во поле. 5 разлика, минута 25 до крајот. Синовец на влез, до него е Чековски. Синовец преку Кнежевиќ, нема поени, прифаќа Работнички, повлекува Симоновски, веднаш за Соколов, човекот кој што го држи Работнички во овој натпревар. Во финишот. Красич. Шут преку Гечевски, Красич, 70-67, само 3 разлика на 1-0-3-0-4 до крајот. Само 3 поени предноста на МЗТ, тајм-аут бара Зоран Мартич. Одново се вжештува амбиентот на теренот и сега нашиот микрофон ќе биде на клупата на МЗТ. Ovde lopta. Stanko, Toše, Cvele, Stefan, Sead, nisi. Stefan, ideš prvi. Ideš prvi. Cvele, ideš drugi. Primaš pas. Dupla blokada dole za Stefana. Dupla da ti primeš loptu. Toše, ideš široko. Stani ovde gore. Stanko, finta. Napraviš pik, ali imamo 20 sekundi. Okej. Smo razumeli? Dupli blok da on primi pas. Ako ne može ići na Cveleta, onda se neko od vas izvuče. Stani više ovdje s ove strane. Ajmo. Ако судиме по амбиентот меѓу играчите и кај тренерот, присебноста ја чува и словенечкиот стратег. Неговиот тим се уште ево резултатска позитива, меѓутоа самиот факт што противникот направи 6-0, 3 ситуации во кои што Работнички постигна поен, МЗТ не возврати, а на семафорот стојат уште 67 секунди до крајот. Шеховиќ офрли од страна за Синовец, односно за Цветковиќ, па сега Синовец. Поаѓа Синовец, додавање за Гечевски, сега спуштено кон Чековски, повторно Синовец и некоректно додавање краде Иконич. Оди Работнички во транзиција. Прекината играта. Ова беше вкупно 10-та загубена топка за МЗТ Скопје Аеродром, сега ќе има 2 слободни фрлања. Еве го моментот кога фаулираше Стефан Синовец, откако претходно едно некоректно додавање кое што резултираше со нова загубена топка. 70-67, 49 секунди до крајот. Горан Иконич. За него 11-ти погодок. Само 2 разлика. Ќе може ли овој натпревар да го решава? Само еден шут, една топка. 11-то слободно што го реализираат гостинските играчи од вкупно 11, без промашување досега од оваа позиција. Избраниците на Рајковиќ се досега. Прифати Шеховиќ и МЗТ во напад на 45 секунди до крајот со 2 разлика. Цветковиќ. Пред него е Симоновски, Цветковиќ. Цветковиќ се обидува во висок пик со Ѓорги Чековски. Бега Цветковиќ. Цветковиќ вади надвор. Шеховиќ за 3. Ке го реши ли овој надпревар? Да! 73-68. 5 позитива која што од оваа перспектива изгледа недостижна. 29 секунди и 84 делови од секундата до крајот на овој меч. Трета тројка за Сеат Шеховиќ. Толку ладнокрвен. Многу веројатно за победа. Darko izvedува! Darko! Dule! Mariša! Ikona! Marko!
blokada Ikona i Dule u isto vreme. Bariša, dobar blok za Marku fler. Bariša otvori se posle tu. Dule, odličan blok za Ikona. Najdite ga ovde. Ijame, šut ovde ili šut ovde. Posle toga, na skok, ovoj, na skok, ovi dvojica nazad. Posle toga, odmah, faul na Cvetković. Ajmo. Čufme Rajković kako go iscrta napadot i što po eventualna brza realizacija. Голем инспиратор е Емил Рајковиќ, таков беше и во фени индустрија на клупата на Кавадречкиот тим со кој што освои 3 титули во 5 финалиња. Продолжува со истиот жар да го води Работнички. Имали сила во екипата од Градски парк да го сруши джинот што се вика МЗТ Скопје аеродром. Иконич нема шут за 3. Иконич за Симоновски. Симоновски погодува со дополнително слободно фрлање. Кош одважи 2+1, 73-70. Лична грешка Маринковиć. од Маринковиć. Во каков само момент Марко Симоновски го постигнува првиот кош на мечот. 11 од 12 слободни фрлања за Работнички. Симоновски оди прв пат на линијата за слободни фрлања. Има исклучително прецизна рака Марко Симоновски. Непрецизен, но краде топка Симоновски. Има ли шут за Работнички? 21 секунда до крајот на надпреварот. Соколов. Тројка го води Работнички во продолжението. Кнежевиќ забива! Кнежевиќ забива 73-72. Тайм-аут за Мартич. О, каков е овој надпревар! Дерби со преку 70 поени, дерби со сите елементи. Дерби со многу кошарка. Само 6 поени за Кнежевиќ. Првите 4 на отворањето на мечот. Izvodiš loptu. Stanko, stani dole nisko. Toše, ti si ovde. Stefan i Cvele, napravi blok. Stefan, ideš gore. Ako ne možeš primit pas, utrči, pa se ti dižeš. Razumeš? Odmah široko otvarajte. Ajmo. Ќе изведува МЗТ од предно поле. Дали ќе Сигурно ќе прави има брз фаул. фаул? Сигурно логики велат дека ова ќе биде завршница на слободни фрлања. Само кој ќе биде одбран? Претходно беше Цветковиќ одбран. Да видиме дали и сега. Ќе треба Шеховиќ да уфрли одстрана. Дали ќе бидат умешни кошаркарите на Работнички да наборат фаул пред да биде уфрлена топката во игра, а тоа да не биде неспортска лична. Сега ова е лошо затоа што Синовец, лошо за Работнички, затоа што Синовец ја прими топката. Познат е Синовец како убиствен изведувач на слободните фрлања. 82,2% оваа сезона. Тоа се бројките на Синовец во АБА лигата. Греши Синовец, затреперува неговата рака во момент што најмногу му одговара на Работнички. Ова значи дека иако погоди сега Синовец, Работнички ќе има напад за евентуално изравнување. 74-72. Замена во редовите на Работнички, бара Емил Рајковиќ, има замена и кај екипата на МЗТ. Ќе оди надвор Гечевски, далеку побрз е Маринковиќ кој што може да одговори во дефанзивата. 13 секунди за изедначување или за победа. Кој ќе го решава овој надпревар? Иконич има проблеми со контрола на топката. Петровски се решава за 3, нема кош. Крај на мечот, победа на МЗТ Скопје. Секунда и 40 до крајот. Јане Петровски пропушти да го казни својот поранешен тим, а да му донесе триумф на тимот во кој што сега е капитен. Секоја чест за храброста на поранешниот играч на МЗТ. Се осмели, собра дрскост, шутираше за 3 поени во ситуација кога имаше Работнички време, со реализација за 2 да се избори за нерешено за изравнување. Вака мораше да прави потоа фаул на Маринковиќ кој што ја собра топката под својот обрач и сега 1 секунда и 4 десетинки до крајот стојат на семафорот. Маринковиќ
и да погоди едно, второто може и да го промаши намерно, да истече преостанатото време. 75 спрема 72, спокојни се кошаркарите на МЗТ, доаѓаат до разликата која што би требало да им гарантира во самиот финиш триумф во првото вечно дерби од годинашнава прволигашка сезона. Не промаши, туку погоди за да ја запечати судбината на противникот. Овој обид за 3 важи, но е непрецизен на Бариша Красич. 76-72 во надпревар со многу поени, во надпревар со многу фер плей, во надпревар со многу квалитет, во надпревар каков што одамна не сме гледале меѓу овие две екипи, меѓу двата синонима за кошарката во Република Македонија. Актерите, оние директните на овој надпревар покажаа како треба да се однесуваат вистинските спортсмени, вистинските спортисти, оние што го сакаат и оние што постојат за спортот. Триумф на МЗТ Скопје Аеродром во првото соочување меѓу вечните ривали, изразено со плюс 4, во надпревар со многу пресврти, во надпревар со многу неизвестности. Што вели статистиката? Математички на крајот 24 коша за Стефан Синовец, MVP на надпреварот, не само поради придонесот во голгетерска смисла, туку и поради севкупната реализација во мечот и покрај тоа што статистички 25 е индексот на поени на Александар Цветковиќ на плејот, кој што заврши со 16 поени, со 4 скока, со 5 асистенции и со 3 украдени топки.